И немате потреба да навредувате, дека некој не знае што зборува, јас точно знам што зборувам. А посебно точно знам што зборувам кога се работи за бројки. Бидејќи, за разлика, јас сам се спремам, сам си ги читам бројките и точно знам која бројка кога сум ја прочитал. Прво, околу Фатмир Бесими ми е прво пријател, второ е министер и трето, мојата перцепција беше дека човекот беше дефитист во своето излагање. И вие не можете мојата перцепција ми одземете, а има и зошто. Рековте дека не прекинувате место. А има и зошто. Затоа што ситуацијата во државата, во макроекономијата и во монетарната политика не ни е розова. Тоа е само човечки од негова страна. Но очекував лидерство да ни каже што ни се слаби точки и како ќе ги подобриме и кога. Нема потреба толку многу околу Фатмир. Понатаму, интеграција во НАТО. Вака да знаете на работа. Значи, кога се собираат баби со баби, жаби со жаби. Не може да вие ми кажете мене согласно прв, втори, не знам кој ребаланс. Јас гледам буџет со буџет. Во буџетот 2020 година, во ставката НАТО интеграција, за таа ставка конкретно зборувам, не за цел буџет, сега за 50% намалена. Јас не велам дека со ребалансот каква била ставката. Ја ви кажувам што има ноември-декември 2019, што има ноември-декември 2020 година. И тоа е факт. Не лажам. Не е коректно да испаднете Љупчо Пренџов ве лаже. Не ве лажам. Јас само ви кажувам двата буџети поставки. И ви кажував кога зборувам за бројки, сам се спремам ги читам бројките. Понатаму, за одбрана, ја не кажав дека нема зголемен буџет за одбрана. Господине Велковски, впрочем, ја и не правев популизам дека да ви кажам дека најголемата ставка за мебел во ребалансот на буџетот сега беше Кичекиринска. Тоа не го злоупотребив. А вие со вашиот однос не можете се да одбраните. Има различни што се неодбранливи, не сте вие криви. Затоа на крајот ви кажав, ајде заедно да ја кажеме на владата каде е местото. Ајде заедно да намалиме оваа глупости што ги гледаме овдека, пошто народот нема леп да јаде, ние овдека владата се луксузира на се и се што. Понатаму, околу екологија, господине Велковски, вака сега, нема да заборавите дека Социјалдемократскиот сојуз со екологија на власт дојдовте. Со амбиенталниот воздух и штрајкување и паркобрани и така натаму на власт дојдовте. Дека вие инветувавте алпски воздух на ѓаните пред се во Скопје. И тука највеќе мислам на аеродром Кисела вода центар и Карпош. А сега воздухот е позагаден. Тоа е факт. И од кој нема бегање. Факт е дека вие на невладините организации инветувавте како ќе дојдете вие, ќе имате милиарда инвестиции, дека ќе имате не знам што, дека ќе имаме чист воздух. И факт е дека сега го намалувате буџетот. Зошто ве боли тоа? Не сте вие крив, пак ќе ви кажам, финансии од владата така го донеле. Ама ние може да го исправиме или не смееме да го исправиме. А се договориме. За воздухот да не зборуваме, општините требало да се вклучат, само ќе ве потсетаме на работа. На 1 јуни 2017 година Заев направи влада. Некаде во ноември истата година, на 25 дена од кога имавте нови градоначалници во Скопје, сите топтан штрајкувавте пред сопствената влада на чело со Јани Макредули. Другата година кога ѓаволот ја унесе шегата, ви беше крив инспекторатот, па не знаевте што да правите, па не снимале пари, па еве бил почист воздухот и така натаму. Од тоа доовте на власт и тоа си го реализирате, и од тоа бегање нема. И ќе ве прогонуваме до крај. Инаку да, јас сум член на О2 коалиција. И ги поддржувам нивните барања и ќе ги поддржувам бидејќи се разумни. Бидејќи јас го дишам тој воздух и вие и моите деца и сограѓани цели сите го дишиме тој воздух. И нема потреба таков цинизам, господине Велковски. Господине Велковски, за 20% од ставка 427 на вода на РМ читате? Ај сега прочитате ги ставка 483 купување на мебел, кјартна груби за 200%, тоа ништо не зборувате. Ај отворете на дворешни работи ставка 427 привремени вработување за 211% покачено. Ај отворете во економија ставка 427 привремени $1,5 милиони покачено. Ај отворете правда 190% покачено. За тоа ништо не зборувате одека. Зашто така? Се фатите за Фатмир Бесими, како се чувствувал кога сум кажал нешто.
За ова треба да кажете нешто. Или тоа не ви се слуша? Не ви се слуша за продажба на фирми? Не е факт дека тие фирми јас и вие ги наследивме од моите и вашите родители? И не е факт дека треба да ги унапредиме, да ги направиме од загубари да бидат профитабилни и да ги оставиме подобри на нашите деца? Или тоа не ви се слуша? Ки ги продаваме. Заев така кажал. Кој е бре Заев оваа држава? Да продава се и се што? Што да земе кредит? Оди не му даваат. Сега околу заложувањето. Почитуван колега, точно е дека ние бевме за задолжување. И тоа почитуваниот заменик министер Ковачевски многу добро го знае дека буџетот има две страни. Приходна страна и расходна страна. И сите игри тука се. Зголемување даноци, намалување даноци, субвенции, сите се утија, приходна и расходна страна. Ама клучниот фактор, знаете ли кој е? Времето. Во кое време кој потек како вода ќе го повлечете? Оваа вода која што вие избравте, првиот потек го повлече многу касно, до ден денеска не го призна тоа и мерките ни се неуспешни. И не станавте дека да се буните да кажете, извинете го колега, ама 1.150 ние дававме за стопанството. Не 470 милиона евра како што викате вие. Затоа не ви се слуша. Зошто? Заради тоа што ги утнавте, времето го погрешивте. Испана Заев на телевизија ни кажа, март немало корона, а се беше локдаун, сами ќе си платат собствениците на фирми ки вработените, ние ќе почнеме од април, во мај ќе дадеме пари. И тука се направи клучната грешка. Ние викавме за да се задолжите веднаш. И баш Христијан Мицковски ви зборуваше дека беа ефтини парите, веднаш се задолжите. Вие теравте и инет, оди сте полни со суета. И тоа само замислена суета. И тоа ви е со генерации така. И тоа мора да престане. Тоа не е во ничив интерес. Понатаму, капитални инвестиции. Повторно не ми кажавте за ветувањата на премиерот за Чебрен, Галиште, Бошков мост, клинички центар, автопат до Битола. Зошто тоа не го зборувате? 3 дена ве прашувам и тоа не го зборувате. Се клучни проекти. Испадавте да ми реплицирате за како се чувствувал некој што не е овдека. И дека јас сум измислувал за НАТО. Не измислувам за ДКП-ата, за државно-конзуларните представништва. Дали за 100% е скратено или не? За странски инвестиции и привлекување за 37% скративме или не скративме? Кој зборува глупости, господине Велковски? Како така може да се обраќате? Почитувана јавност Пренџов лаже. Нели е срамота? Не е мој срам, јас не лажам. И народот знае кој лаже, кој не лаже во ова собрание. Сраме а тој што го предлага буџетот, а уште поголем сраме на вие што ќе го гласате. Благодарам. Реплика пратеникот Диме Велковски.